Ќе разгледаме првите 4 прашања од тестот број 4, од трет тематски тест по математика за 6 оделение. Првото прашање гласи: кој дел представува 5 см од 1 метар? Одговор: треба да знаеме дека 1 метар има 100 см. А врз 100 од метри кога претворувам во сантиметри, или кога ќе треба да кажам кој дел представува некоја должина помало од метарот од сантиметарот. Ако се сантиметри во прашање, ќе напишам долу 100, бидејќи метарот има 100 сантиметри. Ако се дециметри, ќе напишам 10. Сега, колку треба да биде тоа А? Во нашиот случај е 5. Значи, представува 5 стотинки. Кратиме со 5. 5 поделено со 5 е 1, 100 поделено со 5 е 20. Значи, представува 1 дваестинка. Одговор: 1 дваестинка од метарот. 6 поени. Второ прашање. Нанеси ги броевите 24,7 осминки и 206 врз 8 на бројната права. Дадена ни е бројна права. Броеви 24, 25, 26, 27. 24,7 осминки. Растојанието меѓу 24 и 25 е поделено на 10 на 8 еднакви делови. 1, 2, 3, 4 и така да натаму 8. Предпоследниот е 7 осминки, овој дел. Значи, тука е точката А, еве со црвено сум запишал, за 24,7 осминки. 206 осминки. Неправилна или нечиста дробка, ќе претворам во мешан број. 206 поделено на 8. 2 по 8 16 до 24, спуштам 6, 8 во 40 и 6 оди 5. 5 по 8 40 и 6 ми останаа. Значи, ќе го барам мешаниот број 25,6 осминки. 25 цели, 26 цели, шестиот дел. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Овде ќе ме види точката Б, ќе запишеме, која ќе одговара за 206 осминки. Да, неа со плаво сум ја представил. Доколку вака ја решите задачата, ќе добиете 5 поени. Во вашите работни тетрадки ќе поставена и бројната права и се повлечени поделоците на неа. Ваше е само да го препознаете, да препознаете која дробка каде се наоѓа. Трето прашање. Ако броителот и именителот на една дробка се помножат со ист број што е различен од 0, велиме дека е извршено што со таа дробка, на таа дробка. Ако се помножат е проширување, ако се поделат е скратување. Четврто прашање. Дробката 80 скратена со 2 е дробката. Ако се скрати таа дробка со 2, што ќе се добие? А врз Б да се скрати со некој број n. Тој број треба да биде делител и на А и на Б, и на броителот и на именителот. Тоа значи броителот да го поделам со тој број и именителот да го поделам со тој број. Во нашиот случај 80 да се скрати со 2 се добива 8 поделено на 2 е 4, 10 поделено на 2 е 5. Тоа носи 5 поени. Ги разгледавме сите 4 прашања. Благодарам за вашето внимание.